Војниот конфликт на Блискиот Исток станува се поинтензивен и може да има последици пред се врз економијата. Македонија како земја членка на НАТО е во постојана координација со сојузниците, изјави министерот за одбрана Владо Мисајловски. Тој посочи дека состојбата во земјата е стабилна и дека се преземаат сите неопходни мерки за подготвеност и заштита на државата, армијата и граѓаните. И секако ќе влие на економијата пред се. Ние сме земја членка на НАТО, ние знаете дека постојано сме со нашите сојузници, но имаме една цел. Јас како министр имам цел, мислам дека и сите овие луѓе позади мене, тоа е Македонија. Се разбира и македонската војска и македонските граѓани. Ние ќе даеме се од себе да бидеме спремни. Мисајловски посочи дека во тек е модернизација на армијата, се набавува ново оружје, а во наредните денови се очекува пристигнувањето на нови страјкери. При крај договорот со Франција за системите Мистрал. Освен во вооружување, ќе се инвестира и во реконструкција на армиските капацитети. Министерот Мисајловски изврши увид во градежните активности на два објекти во Штипската касарна. Постојано вложуваме во нови проекти. Овие два објекти чинат отприлика 1 милион евра, а паралелно ќе ги работиме вакви објекти скоро во сите касарни, но и многу други објекти. Околу 17 нови проекти очекуваме оваа година да започнеме, а заедно оваа година наредната преку 10 милиони евра планираме да вложиме директно во инфраструктурата. Во однос на тужбите од припадниците на армијата за исплата на додатоци по основ на колективниот договор, Мисајловски рече дека во изминатиот период се исплатени меѓу 15 до 20 милиони евра. Тоа се обврски кои не им биле исплаќани на војниците во последните 7 до 8 години.